медиумите и медиумската слика, клучните прашања дали кериме во војна со А1, зошто секогаш се заканува со кривични пријави и дали кривични за клевета, што по медиуми, што по лидери на партии се вистинското решение. Одиме со рекламите, а потоа продолжение на интервјуто. Медиумите, за да бидат самостојни, независни, слободни, мораат да имаат здрава економска база. Таа здрава економска база може да се обезбеди преку тоа што ќе си ги заработиш парите согласно на позитивните прописи на оваа држава. Дека тоа е можно, доказ е Медија Принт Македонија. Значи, ние заработуваме со нашите весници, би можело и да биде подобро и повеќе, но при тоа почитувајќи ги сите прописи, не влегувајќи во никаков судир со позитивните прописи и со институциите. И тука не може никој да биде изземан. У име на никакво лажно право, како да ние да не можевме исто овие години да направиме овде барикади и да кажеме не може никој да влегува. Каква управа за јавни приходи, какви инспекции... Алудирате на А1? Алудирам на она што го гледаме и што го доживуваме. Тоа мора да биде јасно. Никој не може да биде одземен од тој дел, изземан во тој дел. Сите мораме да бидеме спремни на она што е надлежно на државните институции, да се почитува и да им се даде безусловно тоа право да си го остваруваат. И тоа не може да биде предмет, чиста замена на теза е тоа. Да се расправаме дека е загрозена слободата на медиумите. Значи, утре ако дојдат у Медија Принт, ја ќе излезам со 5 наши главни уредници и ќе кажам, ве молам, ние се чувствуваме загрозени, ни бараат уредувачката политика да се менува со фактот што ќе влезе УЈП овде. Не, напротив. Ние баравме УЈП да влезе кога се изнесе тезата дека сме переле пари. Како НПМ. Ние баравме од УЈП да влезе. ВАЦ со соопштение и Медија Принт со соопштение. И тоа не е никакво лицемерство, да се разбереме. Тоа е наш став. И најнормално и најприродно е тие институции тоа да го сторат. При тоа никој од нас да се не појавува никаде и да врши никаков притисок, било во една или у друга насока. Ние тие принципи и во овој конкретен случај со години веќе ги. Ние и во Брисел одевме. ВАЦ и во Брисел ургираше кај комесарот Оли Рен, кај председателот Баросо, и тоа и беше и на нашата влада соопштено дека мора да си го регулира пазарот, да види сите на овој медиумски пазар што настапуваат, дали работат согласно на она што се законски прописи оваа држава. И сега кога тоа државата го чини, од наша страна би било крајно лицемерно и дрско да ние се ставиме на спротивната позиција и кажеме, еве ги не загрозуваат, не. Ние бевме тие што се залагавме со години тоа да го направи државата, значи од наша гледна точка дури се доцни во тоа. Значи можеби тука се крие непријателството и таа релација. Па на кој непријателство мислите? Мислев на војната со, ако може така да наречам, со А1. Нема непријателство и војна. За војна треба двојца. Има само анимозитет од едната страна, омраза, извинувам што го потребив тој збор анимозитет, многу луѓе може да нема да го разберат. Тоа се вика на чисто македонски јазик омраза. И повторувам, тамо кај што се настанува омразата, нема место за вистината. Тогаш од каде приказните со парите, со шишето или тегла што беше со вашиот возач, со пари на Медија Принт кои што на црно треба да излезат или требало да излезат, од каде излегува тие приказни? Тамо каде што се настанила омразата, господин Антоновски не вирее вистината. Тоа јас сум го научил во животот и така и го гледам и затоа такви работи кај мене секогаш имаат на едно место расплет во судови. Нити имам намера со некого да полемизирам за монтажи, за конструкции, за инсинуации, за лаги кои се шират, вклучувајќи и таа околу британската мисија и платата. Тоа се, знаете, гротескни работи. Тоа се гротескни работи кога ги изнимате као факти.
Затоа што во Обединетите нации за 5 минути можете да проверите дека претседателот на Генерално собрание не добива плата, не е платен. Тоа за 5 минути може да се провери. Тоа не е откако сум ја претседател, 62 имало пред мене претседатели. Значи претседателот не е платен. Второ, дека PR агенција ми го плаќала станот во Нью Йорк е не гротеска, туку е и повеќе од тоа, затоа што има одлука на владата на Република Македонија со која е утврдено дека владата ми го плаќа станот додека сум претседател. Мислите дека медиумите би се дрзнале до толку дезинформација комплетна да Па ви реков, ја имам за тоа објаснување и ви го повторам. на личен однос е? Се работи за една омраза, ве молам, која со години е присутна, која не сакам нити да ја толкувам, нити да си го губам времето на тоа. Има и за тоа илустрација. Првиот ден кога станав министер за надворешни работи во владата на господинот Ѓоргиевски, ми беше гостин заменик генералниот секретар на НАТО, по договор мој со Џорџ Робинсон, бидејќи имаше веќе некои безбедносни проблеми во државата, поради кои сметав дека треба да дојде. Јас го пречекав, јас го придружував кај премиерот Ѓоргиевски, јас го придружував кај претседателот Трајковски, за да вечерта во 7 часот, во 19 часот, вестите на А1 почнат со тоа невиден дипломатски скандал. Генералниот секретар на НАТО одби да се сретне со македонскиот министер за надворешни работи. Па што понатаму да разговараме? И Борејан Јовановски беше поради тоа, бидејќи ми бараше интервју 3 месеца подоцна, ја му реков да, али под услов да се извиниш за таа невкусна истина и измислица. И Борејан Јовановски се извини после 3 месеца. Секогаш сте се заканувале со работава на суд. Ке се реши, јас немам што да коментирам. Од секогаш таа, значи дури му се заканивте и на, ако можам да кажам, на вашиот премиер, на Љупчо Ѓоргиевски, имаше некакви приказни околу, не знам, ваши средби, Суботич, носење, па потоа кривична со Балчев околу лустрацијата. Тоа е стандард секогаш на суд одење. Па видите, тоа не е закана. Тоа е став. Јас сметам дека со луѓе кои се служат со монтажи, лаги, неморални, правно неприфатливи начела, треба да се расправа таму кај што е местото во суд. Со луѓе кои имаат намера сериозно политички да полемизираат, јас секогаш сум спремен. Вие можете, кога сакате, да си организирате вашата емисија која се вика Ние и да викнете кога сакате од држава, да седнам, да разговарам, да полемизирам по било кое сериозно политичко, медиумско прашање. Меѓутоа, да разменуваме лаги, трикови, инсинуации, да измислуваме, тоа што го рековте за Љупчо Ѓоргиевски, тоа стои. Човекот во Скопје што постои, што го запознал него со Станко Суботич, што му го довел у кабинет, 3 години пред ја да го запознам Станко Суботич, во присуство на Дарвелски, постои во Скопје, има судски оверено, пред нотар, дадено изјава, депонирано, ако затреба, ќе се активира таа изјава. Меѓутоа, не затребало за сега, кога ќе има судска постапка, нормално ќе се активира таа изјава, затоа што во судот е најважно за судијата да дознае вистината. А за граѓаните, ја не се сомневам. Нашите граѓани можда не се сите ни толку писмени, ни интелигентни, како што некои што си замислуваат, што оркестрираат кампањи низ медиумите, за себе дека се поинтелигентни, поспособни, попаметни, но граѓаните знаат да оценат кој е кој и кој каква тежина има. Ја тоа имав прилика да го почувствувам низ тие анкети што ги спомнавте, лани и преклани, а и без тоа го чувствувам. Ја, за разлика од други, немам причина ни да се кријам, ни да се срамам, да одам на улица, да се мешам меѓу луѓето, да разговарам со нив најприродно, најнормално. Се знае зашто се оркестрираат. Тоа е многу јасно секому што е мотивацијата, но мотивацијата што се однесува до нас, одговорот е но пасаран, нема да помине.
И тоа беше се за денеска. Гледајте ги нашите веб изданија во секое време на Сител и на мојот блог на проектот Ние единствената реприза некаде по полноќ вечерва. До гледање до наредната недела.